Здраво и добре дојдовте. Денес ќе зборувам за нешто што го нареков невидлива промена или невидливи промени, односно сакам да ги споделам со вас некои работи кои што сум ги променила или се промениле во мојот живот, во моите ставови, во она како сум размислувала, како сум се однесувала, што навидум се случило невидливо, било толку постепено, долготрајно, повеќе годишно и мислам дека тоа може да ве инспирира и вас за да направите некоја промена, да верувате во тоа дека некои работи, иако сега не ви изгледаат дека можете да ги промените, да бидат поинакви, со текот на времето, ако сте доволно упорни, ако си дадете можност и ако верувате во себе, можете да ги промените. Се разбира, се тоа е ваш избор. Порано си мислев дека јас се вртам се околу едни исти теми ми се предмет на интереси во размислувањето и во пишувањето и овдека во видеала. Сите ние имаме неколку омилени теми на кои се навраќаме постојано во животот или една тема која што во одреден период е примарна, како што се менува времето, периодот, така се менуваат и темите, меѓутоа генерално кај повеќето луѓе тоа се неколку теми, како што се кај мене прифаќањето, промената, емоциите, односите со луѓето. Во ова видео ќе зборувам за така наречените невидливи промени, односно промените кои што се случувале низ годините, за кои не сум била јас секогаш многу свесна, на кои не ми бил фокусот, што ја потврдува теоријата во која што јас верувам, и пред да знам дека постои таква теорија, а тоа е парадоксалната теорија на промената, односно се ќе се промени тогаш кога ќе престанеме да се обидуваме да менуваме, односно кога најпрвен ќе прифатиме дека е тоа што е, сме такви какви што сме. Се додека не прифатиме и не дозволиме да бидеме тоа што сме сега и овде, и додека се обидуваме тоа да го промениме, промената многу тешко ќе оди и е скоро невозможно. Тоа не значи дека не треба ништо да менуваме, само значи дека најпрвин треба да прифатиме дека е така како што е. Например, ако се чувствуваме тажни, не треба да се обидуваме да го промениме тоа, туку да останеме во таа тага додека таа тага ја истагуваме. Ако не се прифаќаме себе си физички како што изгледаме, не треба по секоја цена да се обидуваме да се промениме, се додека сме во отпор, во негирање, во неприфаќање. Само тогаш кога ќе се прифатиме дека сме такви какви што сме, можеме да освестиме и зошто е тоа така и што можеме да направиме, како да продолжиме понатаму, што ни е битно, што ни е хитно. Да не должам многу во интерес на времето и должината на видеото, ќе почнам со промената во тоа на што веќе не трошам време, енергија, трпение. Ќе се обидам да ја пронајдам разликата како беше порано, како е денес, односно како денес повеќе избирам во што ќе го вложувам своето време, своето трпение и својата енергија. Значи со позитивна назнака, наместо да го трошам времето, јас избирам да го вложувам во работи кои што ми се мене важни. Не губам веќе толку време, трпение и енергија на тоа да се докажувам, покажувам, да бидам видлива, да бидам во центарот, да бидам најдобра и така натаму. Иако можам слободно да кажам дека јас и тогаш кога сум го правила тоа, не сум била целосно свесна за тоа. Сум верувала во тоа дека така треба да се прави, дека ето е единствен начин да се биде најдобар, да се вложуваш целосно, максимално во се што правиш, да си посветен, да си одговорен, но од друга страна, кога тоа се прави под некој притисок кој сам си го правиш, односно јас сама сум си го правила, најчесто и не излегува така. Со текот на времето сватив дека премногу време, енергија и трпение трошам на работи кои не ми се толку битни, кои не ми се толку хитни, во кои не е на крајот на криштата битно да бидам најдобра, и дека не можам во исто време да работам 15 работи и на секаде исто да постигнувам, а тоа се однесува и на односите со луѓето. Научив повеќе да ги одделувам приоритетите и повеќе да го почитувам своето време, својата енергија, себе си и да не го трошам залудно, односно прифатив и дека е во ред ако секогаш не бидам најдобра, ако изберам приоритети, ако не учествувам во нешто, ако кажам дека не знам, не можам, не сакам и така натаму. И тоа го применив и во работата
но и во приватните односи, односно односите со другите луѓе, затоа што имам за тоа зборувано, еден период едноставно ми дојде премногу. Денес знам многу подобро отворено, тоа не значи дека е секогаш и дека некогаш нема пак да направам некоја одстапка. Главно гледам своето време, своето трпение, својата енергија да ја трошам на работи кои ми се битни, кои ми прават задоволство. Некогаш дури можам одредени работи целосно да ги оставам настрана и да не речем да ги заборавам, додека им посветувам внимание на овие другите. Тоа некако ми го подобри квалитетот на тоа што го правам, но и квалитетот на животот што го живеам. Иако се разбира, понекогаш се уште се појавува по некоја мисла или нешто што ќе ме асоцира на тоа дека би можело уште ова или би можело подобро, но генерално ја гледам таа промена. Поентата на сето ова што го кажувам е дека знам како е да се биде и ваму и таму. Апсолутно имам разбирање и за луѓето кои така функционираат, и за овие кои функционираат вака, и за оние кои што се можеби уште повеќе избалансирани. На крајот тоа е нашата цел, нели? Постојан развој, постојан раст, постојана работа. Ова тесно го поврзувам и со мојата улога на спасител, во која што влегов во еден период и се обидував да спасувам други луѓе. И многу време, многу енергија трошев на тоа, се разбира, нити можев да ги спасам, нити бараа да бидат спасени, или може би барале, меѓутоа не од мене, но јас некако сето тоа го игнорирав. И денес не спасувам веќе никого не можам да спасам, не е тоа моја задача, не е тоа моја работа, особено кога е очигледно дека таа личност не го бара тоа уште помалку го бара од мене. Мојата улога на спасител ја заменив со улога на помагач, поддржувач и тоа ми е доволно, односно да помогнам, да поддржам, да бидам тука, да поразговарам, да изслушам таму каде што се бара од мене, таму каде што ќе ми биде дозволено и во онолкава мера, степен што нема да ми предизвикува мене дополнителни големи стресови, да ми одзема премногу време од времето кое ми е потребно за себе и за моите најблиски. Се чувствува понекогаш помалку себично. Тие стари начини на реагирање понекогаш се јавуваат да влезам во нечи живот, да кажам некому што е најдобро за него и така натаму, меѓутоа не го правам тоа повеќе и за тоа сум особено среќна, затоа што тоа од сегашен аспект ми представувало многу голем проблем и ми одземало многу време, многу енергија и што е најинтересно, не сум ни била целосно свесна за тоа, односно сум била убедена дека знам што правам, дека тоа е мојата улога, дека јас можам, дека јас ќе направам, не знам што, ќе променам некого, ќе му покажам како треба да си го живее животот и така натаму. Начин из моите искуства открив некои работи кои што не сум ни била свесна дека се дел од мене, дел од мојот карактер, од моите потреби. И во контекст со ова што кажав дека имам повеќе време, повеќе енергија, повеќе трпение, кое што можам да го посветам на она што ми е битно за мене, значи повеќе време, повеќе фокус на себе си со свесност дека тоа не е себично. Не е себично да се изберам себе си наспроти некој друг, кога тоа изгледа прилично логично и прилично разумно, а не да ги ставам другите пред себе. И на тој начин имам повеќе време за своите блиски, за семејството, за дом. Со тек на времето работите се промениле и сега некако многу повеќе ми е потребно, многу повеќе го почитувам тој мир, домот, семејството, седенките и дружбите со блиски луѓе на мене. Не значи дека целосно сум се откажала од тоа другото и да, може би ќе речете доаѓа со годините, меѓутоа имаме многу примери каде што тоа не е баш поврзано со годините. Тоа некако ми дава многу поголемо задоволство од порано. Времето што го поминувам надвор и времето што го поминувам со многу луѓе во многу активности, сега е многу пократко од времето кое што го поминувам со себе во домот, со своите најблиски и со оние кои не ми се дел од семејството, меѓутоа ги чувствувам исто како семејство. Некако и во тој поглед ми се смениле приоритетите, сум се заситила, ми се здосадила, сум се изморила. Фокусот ми е повеќе на тоа што моментално или во даден период ми е предизвик, ми е проблем, ми е радост, како и да е, за да можам, колку што можам најмногу да ја вложувам својата енергија или време во тоа што се случува. Се разбира, тоа не значи дека
се сум заборавила, се така лесно поминало, прифатам со широко отворени раце. Да, ќе има разни предизвици, меѓутоа генерално сум научила некако без многу гнев, без многу борба, без многу отпор, без многу лутина, без многу желба да биде поинаку, да прифатам дека има работи кои се поголеми од мене, кои не зависат од мене и кои се такви какви што се. Животот низ разни неубави искуства, низ разни за мене емотивно многу тешки ситуации, загуба на блиски луѓе, научив да го прифаќам животот со се што е, таков каков што е. Се разбира дека тоа нити е лесно, нити е едноставно, дека бара многу време, многу енергија, многу емоции, многу разговори со себе, меѓутоа многу полесно, многу поедноставно, односно без многу отпор, без многу гнев, без многу обид да се промени нешто, без многу прашања. Така е како што е. Животот е таков каков што е. Јас сум таква каква што сум сега и овде во моментов. Тоа што било поминало, тоа што ќе биде, ќе дојде и ќе биде како што ќе биде. И тогаш ќе барам ресурси, начини, ќе трошам време, енергија, емоции. Сите тие животни искуства ми покажале да не ги земам работите здраво за готово и дека не е се секогаш така како што изгледа, односно дека не е се така како што ми изгледа мене. И овие две работи ми се тесно поврзани, затоа што многу често во животот, кога имаме некаков став, некакво мислење дека нештата се така како што изгледаат или нас ни се така како што изгледаат, можеме многу лесно да се залажеме дека некои работи се непроменливи, дека некои работи се вечни, дека многу долго ќе траат, дека ќе најдеме разни начини, дека ќе имаме многу можности, а потоа да ни биде многу потешко. Или пак да се излажеме себе си дека не можеме, не знаеме, нема да успееме, нема да знаеме како да се износиме со нештата, нема во нешто да бидеме доволно успешни, дека нема да умееме на нешто да се радуваме, а потоа искуството да ни го покаже сосем спротивното. Не е се како што ни изгледа од оваа точка во која сега се наоѓаме и она што ќе биде за некоја година. Работите се менуваат, ние се менуваме, ни се менува погледот и се што можеме е да бидеме овде, сега, во своите емоции, во тоа како што е, во тоа како што се чувствуваме, затоа што само на тој начин вистински го живееме ова што сега се случува. Тоа не може да биде констант, а луѓе сме. Ќе се навраќаме и на минатото, ќе креираме и еднината, ќе влегуваме во разни улоги, на спасители, помагачи, на оние кои бараат да бидат спасени, ќе трошиме време, енергија и трпение. Некогаш ќе ги прошириме нашите граници, некогаш ќе се заборавиме себе си, но сепак тие невидливи промени доаѓаат само тогаш кога ќе го прифатиме тоа што е, дека е така како што е, дека сме такви какви што сме, сега и овде, што не значи дека не можеме повеќе, подобро, поинаку. А тоа пак не значи дека ова сега не било доволно добро. На крајот на краиштата толку сме знаеле, толку сме можеле, толку сме умееле. И сето тоа е дел од нашиот живот и од нашата приказна. А од тоа нема бегање. Ви посакувам многу убави моменти во кои свесно ќе уживате со себе, со своите најблиски, со луѓето кои вие ќе ги изберете и со тоа што ви представува задоволство да го правите. Се гледаме во следното видео.